совршено дело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. За орочени евра на 12 месеци, во зависност од износот добивате стимулативна годишна камата од 6 до 7%. Колку повеќе, толку подобро. Евроинс осигурување. Сите имаат минато. Ние имаме иднина. Не можете ни да замислите што се може да си дозволите ако ја користите електричната енергија разумно. ЕВН Македонија. Секогаш тука за вас. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Во рок од само една година, Љубе Бошковски, од најголемиот брат на ВМРО ДПМН, денес стана сестра на ВМРО ДПМН. Односно човекот кој до пред една година беше херој на татковинската војна 2001 година, денес стана најголемиот предавник на ВМРО ДПМН и на таа 2001 година кој успеа својот брат Јохан да го фрли во затвор. Како е возможно во толку краток период еден човек од најголем брат и икона на ВМРО да стане најголем предавник на ВМРО? Веројатно ќе се обидеме да одговориме во наредните 50 минути. Како сте, сестра Љубе? Кој е сестра, кој е брат, нека ги распише Никола Груевски изборите, па ќе кажат граѓаните на Република Македонија. Сега на крај дојдовте сопругата да ве брани. И тука сте слични со Никола Груевски. Него сада само го обвинуваше дека се крие за женска сукња, сега вас ВМРО во обвинува дека вие се криете за женска сукња. Тоа е една многу осетлива тема. Јас дента кога Добро, не ви е непријатно? Сопругата се појави. Мојата сопруга веројатно има лавовски инстинкт, таа го брани своето семејство. Добро, вие каков инстинкт имате? Зајачки инстинкт, ако она има лавовски? Апсолутно лавовско срце, но сакам една друга димензија, нормална човечка да дадам на целата ситуација. Ако ден порано Мартин Протугер и неговиот пријател Ивица Коневски во 10:10 часот ги закажуваат во школото Кочо Рацин од општинските комитети на ДПМН да атакуваат врз мојот живот, да го нападнат моето семејство, мојот дом во 11 часот. И тоа ние го разоткривме, бидејќи ВМРО е сега во Обединети за Македонија. Еден камен не е фрлен врз вашиот дом. Значи сега вие се обидувате, вие се обидувате да направите замена на тези. Од тезата дека вие сте предавник на македонскиот народ, кој се обидува да вие залепи ВМРО ДПМН оправдано или неоправдано, вие сега со ова каменување на куќата се обидувате да направите замена на тези и да се прикажете повторно во жртва. Па сте биле жртва 2001, па сте биле жртва 2004, па сте жртва 2009. Па до кој Љубо Бошковски биде жртва? А на интернет гледаме со сама други работи. Јас мислам дека овој им е последен неуспешен обид, дека режимот на Никола Груевски уште од 2004 година е во тивка коалиција со господинот Бранко Црвенковски. Добро, вие се сеќавате ли на прашањето што ви го поставив? Ви поставив прашање дали не ви е непријатно се криете за женска сукња. И вие се тука кажувате, не знам каменување на куќа, не знам Бранко Црвенковски, не знам Никола Груевски. Вие во принцип за све друго говорите и за све имате одговор, немате одговор на простото прашање. Зарем не ви е непријатно кога ги гледате тие снимки на интернет, тоа што се оговориле пред Хашкиот трибунал или не знам во затворот до Пула? Зар не ви е непријатно кога вашата сопруга ве брани од политичките нападни? Тоа е прашањето. Апсолутно. Бошковски нема една причина да се чувствува непријатно. Јас имам милион причини да бидам горд на сите своји постапки низ мојот живот. Љубе Бошковски до денес не повлекол ниту еден потез да му наштети на било кој, најмалку на колегата кој
кој се уште е во Шевенинген. Освен што Тоа се класични монтажи. Да ви кажам, од кого ама од кого монтажи, господине Љубе? Пазете, постојат Па можете да отворите интернет. Јас не сум нити Вие како заече читате тамо, седите тамо, зимате еден список и тоа го читате. Па нешто Многу би сакал, мислам, знаете, многу би сакал во принцип е непријатно човекот кој се обидувавме, нели, се обидуваше ВМРО да го продаде како херој на татковинската војна, да седни таму и како заече да чита. Да го винува својата, не знам, содругар Јохан Тарчуловски. Јас ќе ве прашам, дали вие воопшто и дали некој од оваа генерација на политичари знае што значи да кажеш не на меѓународната заедница, свесен после настаните кои се случија 2001 година, посебно кога ми беше наредено од господинот Роберсон да ги повлечам единиците од Тетовско-Липковскиот регион. Ама тоа сме слушнале 15 пати. Па ние... Ама ние не разговараме за тоа, ние разговараме дали Љубе Бошковски од херој на војната 2001 година, 2004 година стана предавник на војната. А дека херојот е Јохан Тарчуловски. Тоа е лајт мотивот нова интервју. Не си направил ниту еден потез со кој може да се види дека Љубе Бошковски е предавник. Тоа што јас го читам во затворот во Пула. Значи вие сако бугарите кажете тази дупка не е дупка. Па ве гледаме, читате тамо, па да објаснувате другиот ден. 3 сати е тој материјал. Материјалот е 9 часа, испитувањето траеше 2,5 дена и тоа се случи на 24 ноември, значи, а на 25 декември господјата Карла Дел Понте го напиша обвинението тамо пред Божиќ, за да обвинението стапи на снага на 9 март 2005 година. Можете ли да живеете со тоа чувство дека сте предавник на војната 2001? Дека милиметарски дека сум предавник, јас со такво чувство не би ни живеел. Бидејќи за да излезете од затвор, вие туркате во затвор еден ваш соборец Јохан Тарчуловски или се криете за покојниот Борис Трајковски? Не се извинувам. Се криете за Борис Трајковски кој генерално дека беше жив се него почитува. Тези и морбидни тези. Јас Љубе Бошковски кој велам најодговорно тврдам дека и сега, во 2009 година, сум спреман се да дадам за Македонија. Ова е едно обвинување кое доаѓа од актуелниот режим, бескрупулозно, без докази. Да ви кажам само овој факт и повеќе не треба да зборуваме на оваа тема. Само овој факт да ви го кажам, дозволете ми. Ова касетата од сведочењето во затворот во Пула е предадена на господја Јагнула Куновска, која беше мој адвокат. Од кого господјата Јагнула Куновска од хашките истражители. Они ја предава. Да, како мој адвокат. Таа касета за која денес толку многу се говори, која е ставена на интернет, всушност се стара веќе 5 години. Таа касета некаде пред 5 години ја добива раководството на Канал 5 телевизија и за тоа се подготвуваше одредена специјална емисија. На крајот таа емисија е забранета со одреден налог на Хашкото тужителство и нивната филијала која се наоѓа во Косово. Луѓето од Хашкото тужителство од Косово дојде во Македонија, потпише изјави со двајцата новинари кои има таа касета. И тие се обрза дека нема да објават ништо од таа касета. Меѓутоа времето покаже дека имало и веројатно уште една копија од таа касета која подоцна беше прошарана низ Република Македонија. Таквата касета подоцна беше ставена на интернет и денес е предмет на анализа не само на оваа емисија, туку и на целата политичка сцена изминатите 10 дена. Ние разговаравме и со господинот Ацо Кабранов и со господинот Драган Антоновски, односно со моите двајца колеги во чии раце беше дадена таа касета и двајцата ни потврдија дека таа касета е стара 5 години, дека постои и дека навистина разговарале со луѓето од Хашкото тужителство и дека потпишеле изјави со кои се обврзуваат дека нема да обидат ништо од таа касета. Значи таа касета постои веќе 5 години.
во трајање од 9 сати. Таа касета, значи, Хашкиот трибунал ја дава на Јагнула Куновска. Да. Јагнула Куновска дава на еден мој колега, значи не е битно И јас со тоа знам. И значи таа касета постои. Да. Зошто ако таа касета постои? 5 години. Тогаш ВМРО ДПМН не ви извади на председателската кампања пред 10 месеци. Прашањето за кое ние треба денес да зборуваме. Ако ВМРО ДПМН е имал таа касета, кој што велите 5 години, зашто не ви изведи пред 10 месеци? Се молам, вие не верувате дека ВМРО ДПМН е имал таа касета 5 години? Не, јас само така друго да ја прашам. Имам чувство дека Хашкиот трибунал сега ве пушта низ вода. И тоа сакам да разберам со вас. Дали Хашкиот трибунал сега ве пушта низ вода? Не се работи за никакво пуштање на вода, господин Ефтов. Тука се работи за немоќта на актуелниот режим. Тука господинот Никола Груевски... Јас зборам за вашата немоќ. Значи, вие покажавте немоќ во тоа сослушување. Зашто са Груевски го мешате? Груевски е немоќен колку ше немоќен. Во сослушувањето јас сум во улога на обичен преводител на документ од армијата на Република Македонија, под кој е подпишан Деспотов. И многу јасен е документот. Нема преводител во салата кој може од македонски на англиски. Господине Бошковски, значи вие од херој на војната 2001 година, таа 2004 се претварате во пула во обичен преведувач. Па се извинувам. Па зашо прифаќате? Па што не преведуваш? А што не преведуваш Јагнула Куновска кога беше таму? Што моравте вие да преведувате? И господинот Методија Андонов Ченто и многу јунаци кои беа прогласени за предавници, кога ќе бидете 24 часа во самотија и кога ќе ти наложат нешто што е нормално, кое не се коси со никакви, доколку јас бев Кодош, доколку Љубе Бошковски беше предавник, доколку Љубе Бошковски даде изјава со која би го теретел било кој, тогаш ние денеска можевме да зборуваме за некаква предавства. За некакво предавство. Апсолутно е неточно. Со Хашкиот трибунал? Никогаш и не. За да излезете, дали за излагање од затвор се пазаревте со Хашкиот трибунал? Тоа се глупости кои овие денови ги слушаме во некои медиуми од некои новинари и новинарки кои постојано се наоѓаат во трета агрегатна состојба и дневно ги менуваат ставовите по потреба. Тоа се страшни обвинувања кои Јохан ја одржува казната и на Љубе. Значи Јохан ќе леже 10 или 12 и ја одржува вашата, биејќи се испазарите со Хашкиот трибунал. Никого Љубе Бошковски не обвинил и ова се тешки обвинувања ако некој мисли дека некој може да се пазари со Хашкиот трибунал. Од Хашкиот трибунал мене ме извлече вистината за Македонија. Јас бев од позиција на министер за внатрешни работи обвинет за командна одговорност, ја докажав невиноста моја и невиноста на Македонија за 2001 година. А се друго ние можеме да си правиме режии, да правиме сценарија, да монтираме процеси, да извлекуваме од контекст. Но една е вистината. Љубе Бошковски никогаш никого не предал и нема намера да преда. Љубе, тие новинари што ве напаѓаат, вие им купувавте джипови. Се согласувам. Вие ги шетавте 2001 и 2000 година. Да. Вие ги носевте по Тетовското кале. Да. Вие ги носевте у подрумот кај вас. Да. Значи, ако некој е виновен, исто сте и вие што направите еден таков монструм во македонскиот новинарски демократски процес и на крајот на криштата. Сега не знам, тука говорите кои тие луѓе да се од небо паднати, па бевте министер за внатрешни работи 4 години. Точно знаевте дека се кодоши. Точно знаевте дека се луѓе кои имаат продадено професијата за еден джип. И тогаш ви одговара. А денес ми глумите, тука некоја, не знам, невина дама или невина девојка, велите, леле, тие луѓе ме напаѓаат, па ве напаѓаат, па ве ги користите да ги напаѓа и другите луѓе. Бошковски не лелека и не плаче, никогаш и ја пуштате сопругата место вас да плаче. Тоа е без мое знаење, верувајте ми, најодговорно ви тврдам и повторно зборувам дека во мојот дом влегуваат специјалците од времето на Хари Костов. Мојот дом кога моите деца беа малолетни. Тоа се трауми кои останале кај моето семејство, кои ние сега денеска можеме да ги сведеме под женате брани. Па и жените низ историјата биле херои и никаква грешка не е. Затоа не треба да се врегате ако ви рече дека се сестра Љубе. Вие сте ко Невена Ѓорѓиева Дуња, зашто би се врегеле? Кој бе пали куќа? Ко Сирма Војвода еве на пример. Да, мислам дека ова симпатично и дека во редовите на врвот на ВМРО може да се најдат многу сестрички со такви амбиции да видат браќа. Во текот на таа војна криза 2001 година во еден дел и подоцна во 2002 година кога се изготвува овој спорен извештај кој Љубе Бошковски го чита во затворот од Пула, министер за одбрана на Република Македонија Владо Бучковски. Господине Бучковски, дали овој извештај кој Љубе го читаше во Пула е всушност изработен од Министерството за одбрана? Дали го изработувате вие во ваше време?
И што е всушност повод да се трне во една ваква харанга против Љубе Бошковски? Па извештајот е изработен од армијата на Република Македонија, од тогашната команда која требаше да го брани Скопје, на чие чело беше сегашниот градоначелник на Ѓорче Петров, тогашниот генерал на армијата на Република Македонија Сокол Митревски, а ми се чини од старешините го има подготвувано полковникот Копачев. И тоа е официјален документ кој го знаат сите повеќе од 8 години тој постои. Генерално во тој извештај се вели дека имала основа за интервенција, дека интервенирала армијата, дека таму имало припадници на ОНЕ и на УЧК. Веројатно тоа е крокито што може да се извлече тој извештај. Па целата одбрана која ја правеше или требаше да ја прави веројатно заеднички тимоти на едниот и на другиот на Јохан и на Љубе. На Јохан и на Љубе требаше да почива на тоа што беше факт, дека легитимните цели кои ги препознала армијата и каде што со артилеријата действувала во било каква постапка не може да биде третирано како злосторство против човештвото или против цивилите, затоа што или како дело за хак. Секако. Кој стои за ова харанга на Љубе Бошковски и зошто сега се отвора целата ова харанга, бидејќи ова не само што е невкусно, туку мене мислам дека поприлично опасно по неговиот живот, ако веќе така се гледа. Мислам дека според мене опасно е и за другиот наш граѓанин кој е обвинет, тоа е Јохан Тарчуловски. Дека сака се влезе во процес Љубе и Јохан да се обвинат меѓу себе. Апсолутно, наместо да се сконцентрира одбраната на тоа што веќе се гледа дека во делото против Љубе е верифицирано како документ на кој може да почива одбраната на Јохан Тарчуловски, се оди во една политичка пресметка која му нанесува штета на Јохан и всушност се најголема жртва ќе испадне Јохан. Меѓутоа не од Љубе, туку од политиката на харанга која се води против Љубе. Одеднаш Јохан станува брат, од Љубе станува сестрата. И сега валканите алишта не ги вади хак, туку ги вади македонската влада или не знам, структурите под контрола на македонската влада. Па јас гледајќи легалистички сметам дека ќе беше многу битно Јохан Тарчуловски да се обиде на повисоката инстанца да докаже дека е невин. А он побара намалување на казната, што е попречно лошо. Не можам јас да толкувам одбраната на неговите скапо платени адвокати, но во крајен случај... Значи дека се призна дека е грешка, само грешката е помала. Но во крајен случај се надевам дека одбраната онака како што се води има за цел да биде намалена казната и посакуваат сите. Веројатно тој ќе се оствари на почетокот на идната година Јохан да се врати овде, но проценката зошто сега се отвара оваа харанга е политички мотивирана. Тоа е веројатно писмото на Никола Груевски. Ја не можам поинаку да го доживам. Тоа е писмото на раскусурување на сметките со сите транзициони политичари кои не размислат ко него. Љубе Бошковски без разлика читал, не читал ко Бранка Станковска, бил спикер, било достоинствено, не било достоинствено. Значи тоа јас го разговарам со него, меѓутоа ова писмо по мене значеше расчистување на сметките со сите кои размислат различно од Груевски. Очигледно дека битката во десницата ќе кулминира на избори. Ќе кулминира со изборите кои предстојат, дали ќе бидат напролет до година или во редовниот термин. Мислам дека ова е само вовед во една жестока битка во десницата која ќе кулминира според мене со пораст на целата десница во Република. Затоа значи треба Љубе да биде предавникот, а Јохан да биде херојот на татковинската војна. Тоа е усвари лајт мотивот на целата оваа операција. Во крајен случај едниот и другиот треба да бидат марионети во рацете на премиерот Груевски. Дали вреди таква една слобода за вас, кој имате добиено, со чувство дека сте обвинеле свој соборец Јохан, Никогаш немам такво чувство, и тоа е чиста импутација. И дека се криете зад Борис Трајковски. Еден доказ, јас истиот миг ќе престанам да се бавам со политика. Па 9 сати материјал ви извади. 9 сати материјал. Кој материјал? Тој што гледаме по интернет, по YouTube. Дај да расчистиме за македонската јавност. Се работи за материјал од лице место напишан од армијата на Република Македонија, материјал кој на некој начин не ослободува од одговорност, материјал која прикажува вистината дека во селото не се борела полицијата, туку се борела армијата на Република Македонија со УЧК која е присутна во селото и дека се работи за апсолутно легитимна акција на македонските безбедносни сили. Борис Трајковски.
Јас што ли сум го напишал? И зар не е непријатно? Дайте ми И зар не е еден непријатно? детал, Па тој Борис Трајковски се откажувавте 2001. 2002 модевте влевте дека изборите се со мастило кое се брише. Прерано е да даваме една историска димензија. Одевте, значи одевте го плюкавте Борис Трајковски и се главниот аргумент за ослободување од хак е Борис Трајковски. Ние зборуваме со аргументите на вистината. Тука само треба да се прочита. што е са вистината? документот Борис Трајковски на три величина? страни. Документот на 3. Дали јас сум го напишал тој документ? Па не знам. Доколку јас би Не го знам кој го напишал, напишал. или сум партиципирал во опишувањето. Па видите, тој документ е даден на хашките истражители во 2002 година. Тој документ е даден од Министерството за одбрана, како и други стотици илјади документи кои се дадени Добро, за хашкиот случај. Господине Љубе, И дали јас сум дал некој документ или дали немам јас изјава кој е на никого Пагиев, дадено. кој е на Пагиеве пратија во как ви го дадо тој документ? Значи режимот во наводници на СДСМ како што ги винувавте. И вие на крај пактирате со СДСМ, Не се работи за пак. пактирате со Бранко Црвенковски за да излезете од затвор. Мислам тоа е невкусно, Видите, значи. господин Ефтов, ако ние сакаме да правиме импровизации, ако денес сакаме да се обвинуваме, ако денес не сакаме да ја зборуваме вистината, да ја зборуваме со искривена вистина, тогаш ние можеме да се импутираме и да зборуваме од типот дека Љубе Бошковски е тој кој дал документ или дал изјава. Јас ви зборувам со фактите. До врските на нашата држава, како членка на Обединетите нации, да се работува со ад-хок Хашкиот трибунал во Хаг, кој е формиран, во Шевенинген е затворот. Значи, обврска на нашата држава е да се работува со Хашкиот трибунал. Од таа обврска произлегува Кој е ваша обврска? Кој е вашата обврската- обврска кон Хашкиот трибунал? Мојата обврска кон Хашкиот трибунал. Мене ме прашувате кој сум екстрадиран. Сте се пазарале ли со Хашкиот трибунал? Никогаш. Нема ниту еден доказ, затоа велам. Пуштете, времето ќе покаже, времето работи за вистината. Ништо на овој свет, ни една вистина не била 8 месеци ВМРО веќе не во слово со брат Љубе, туку почна пред 8 месеци да идат они плакети или не знам оние билборди по градот, брат Јохан. И веќе почна значи да се прави на тотална замена, значи од херој на татковинската војна станувате предавник, станувате сестра Љубе. Зошто ВМРО, таа ваша матична партија би го направила тоа ако сте во прав и ако вистината на ваша страна? Од ден на ден членството на ВМРО доаѓа дома, доаѓа во ВМРО, доаѓа кај Љубе Бошковски во Обединети за Македонија. Таму каде што се основачите на ВМРО, таму каде што живее вистинскиот ВМРО. Тоа е една од причините. Втората причина е немоќта на Никола Груевски да ме спречи во мојот обид да ја демократизирам Македонија, да ја демократизирам политичката сцена, да покажам. Па ве порази Никола Груевски. И тоа ве порази со несреќен Ѓорги Иванов. Значи најслабиот кандидат на ВМРО во незината историја, Ѓорги Иванов, го порази Љубе Бошковски кој беше една од иконите на ВМРО. Тоа е тема за која треба поголема, поширока елаборација. Тука беше целата државна машинерија вклучена, милиони долари за кампањата на Иванов. Од друга страна Љубе Бошковски сам против врхушката на ВМРО и добив 200.000 гласови, од кои 150.000 верификувани. Мислам, вие што очекувавте дека ќе ве чекаат со локоми со вода кога се кандидиравте? Па вие повтор пат очекувам фер игра, не очекувам во политиката да ги користиме методите на едно минато време. Јас имам доволно години да се сетам на времето. Ама вие повтор пат му забивате нож во грб на Никола Груевски, повтор пат. Апсолутно, тој ми забива нож во грб. 2004 година почна расправиите. 2004 година кога Никола Груевски не сакаше Љубе Бошковски да се кандидира за преседател и го кандидира Кедев во договор со Бранко Црвенковски, зашто може, доколку господинот Црвенковски е спремен да ви потврди, постоеше договор. Значи Никола Груевски има пак со Бранко Црвенковски? Зарем за тоа треба посебна мудрост, зарем тоа треба да се чита Имануел Кант или Шопенхауер. Имате пак со Бранко Црвенковски? Никогаш не сум имал пак со Бранко Црвенковски. Дали имате пак со Бранко Црвенковски за рушење на Никола Груевски? Немам никаков пак со Бранко Црвенковски, јас имам пак со членството на ВМРО ДПМН кој преоѓа во моите редови. Тука е проблемот. И тука почнува оваа циркузијада на Никола Груевски со касета стара 5 години. Имате канцелари во центарот на Скопје. Да. Убаво премени канцелари. Една партија која е поприлично сиромашна не може да се го дозволи тоа. Дали овие канцелари ви ги плаќа олигархијата на Бранко Црвенковски? Никој до денес нема дадено 1 динар за овој штаб. Ако нема дадено динар, како ги плаќате? Членството на нашата партија имаме луѓе кои доаѓаат
овие простори се негде околу 2000 евра, скромно ги собираме парите Па гледам слики, па не знам, гледам убав мебел. Сигурно дома не сте го донели, сигурно сте го Па купиле. има нешто и донесено, но... Ова е поприлично скапо. Веројатно некој скеширал пари за ова, господине Љубе. Па тие кои веруваат дека Сигурно Никола Груевски не би го плати ова. Па Никола Груевски не би го платил ово, но Никола Груевски мора да го плати цехот на неговите недемократски процеси во Република Македонија. Полесно ви е да зборите за Груевски отколку за самиот себе си. Имам такво чувство. Значи, Што треба Љубе било Бошковски кое да прашање да ви зборува за поставам, себе? вие зборите за Што Никола треба Груевски. Љубе Па вие бевте Бошковски икона, да зборува вие за бевте себе? икона на ВМРО ДПМН. Сега сте на пат да вие сте на пат сега да станете маргинална политичка фигура. Дај Боже тоа да им успее на Никола Груевски, баш да го видам Љубе Бошковски како маргинална политичка фигура. Тука е проблемот, господине Ефтов, што ден на ден расте мојата политичка сила Обединети за Македонија. Од ден на ден ние стануваме најмоćна политичка партија. Имавте здружение за ваша одбрана. Да. Начело на тоа здружение беше Манија Ковлевски. Да. Беше Горан Митевски. Да. Дали се денес тие во вашата партија? Формално не се во мојата партија. Вашите најблиски пријатели ве напуштија. Ако Не сте е толкова точно, право, не е ако сте точно, толкова право, ако не сте сгрешиле ништо, ако сте херој на татковинската војна, зашо луѓето кои ве бране кога бевте как сега веќе не се со вас? Јас не мислам така. Со Горан Митевски сум секојдневно во комуникација. Со господинот Маневски, Мане Јаковлевски сум спремен да, како што тој тоа го кажа пред некој ден на една од македонските телевизии, спремен да пијам кафе. До пред една година беа големи пријатели, денес се големи политички противници. Денес Љубе Бошковски за Манија Ковлевски е сестрата Љубе. Иако до пред една година го сметаше за херој на македонската татковинска војна, денес Манија Ковлевски, кој беше председател на тоа здружение за спас на Љубе Бошковски, го смета Љубе Бошковски за голем предавник на таа идеологија на ВМРО ДПМН. Господине Мане, од големи пријатели станавте големи непријатели со Љубе Бошковски. Дали за вас е тој сестра Љубе, како што денес го оквалификува и го словува ВМРО ДПМН? Па не само ВМРО ДПМН, Љубе веќе стана за македонците како сестра. И што толку ве разочара Љубе Бошковски? Вие 4 години бевте председател на тоа здружение за негово ослободување од Хаг. Одеднаш кога се врати од Хаг, вие на некој начин му свртевте грб. Па разочарување. Разочарување е еден човек кој што толку време беше во затвор во Хаг, пред тоа беше министер во владата на ВМРО ДПМН. Пред министер беше секретар на задграничните комитети на ВМРО ДПМН, од еден голем патриот, од еден, да речеме, од постарите ВМРО-вци. Добре, што сгреши? Се кандидираше за председател на државата. Тој не направи некоја грешка. Вие му се лутите на Љубе што се кандидирал за председател, а да речеме не му се лутите на Никола Груевски што еден од главните СДСМовски идеолози, Ѓорги Иванов, го предложи како кандидат на ВМРО ДПМН. Тоа е поприлично непринципилно од ваша страна. По мое не е спорно што Љубе Бошковски се кандидирал за председател, тоа е негово легитимно право. Меѓутоа не му дава никој право да плука по својата партија. Па добре, и вие плюкавте по Љупчо Ѓоргиевски. И вие плюкавте на времето по Љупчо Ѓоргиевски. Значи вие имате право да плюкате по Љупчо Ѓоргиевски по ВМРО, Љубе нема право да плюка по Груевски по ВМРО. ВМРО ДПМН е бренд, ВМРО ДПМН е идеологија. И никој нема право да плука по идеологијата на македонскиот народ. Нити Љупчо Ѓоргиевски, нити Љубе Бошковски, нити Мане Јаковлевски. И вие се го нарекувате Љубе сестра Љубе, а Љубе вас ве нарекува Ној и не знам ке видиме со Мане Јаковлевски кој ќе отвора досијата на УДБА. Па добре, јас ги отворам досијата. Значи најголеми пријатели станавте најголеми непријатели. Јас ги отворам досијата, самиот ги отворам досијата на УДБА и кажувам кој што правил. И вие сметате дека Љубе го наместил Јохан? Вие сметате дека Љубе со своето сведочење влиел врз казната на Јохан? Не сум рекол јас тоа, јас само да речеме последната негова изјава што изгледа на YouTube. Ама вие таа сте ја гледали. објавивме на Македонска нација, нашето списание. Ама вие таа сте виделе пред 5 години, таа изјава стара 5 години. Значи вас ви требало 5 години за да сватите дека Љубе Бошковски е предавник. Значи ако бил предавник бил пред 5 години. Јас сакав да ваѓам досие за Љубе Бошковски, имам да ваѓам 5 години да пишувам секој ден да објавувам по едно досие за него. 5 години. Сега не верувам. Па ако толку знаете за Љубе, зашто бевте председател на здружението 5 години? Па затоа што наш пријател, другари, ние беме и пред се и другари беме. Како одедна стана непријател, а знаете толку лоши работи за него? Дека непријател.
не можам да се сложам со него да плука по собствената партија, која што пред неколку години пред да се кандидира за председател се колнеше во таа партија. Дали го напаѓате љубево врз база на договор со Никола Груевски? Апсолутно. Јас не си имам сретното со Никола Груевски. Се среќаваме вака по овие трибини некојаш кога сред мина кој не сум разговарал по таа Добро, тема. и овие што се од здруженијата разбуде се, не разбуде се и така натаму не се сркеат со Груевски, работат по налог на Груевски, дали Мане Яковлевски работи по налог на Груевски? Па јас покажа до сега дека не сум работел по налог на никого. И за кого гласавте на председателските избори? За Љубе Бошковски, вашиот голем пријател, или за Ѓорги Иванов, Сега? кој беше идеолог на СДСМ? Да, сега. Јас не само што гласав за Ѓорѓи Иванов, туку и го предложив и му дадов голема поддршка и дури учествува во предизборната кампања за Че господине Мане, за вас пријателството не вреди ни 5 пари, ако ви нареди партијата. Не, се работи за интерес на државата на Македонија. Јас не можев да поддржам човек, другар, може и брат да ми биде роден, не можем да го предложам за председател, човек кој што има забрана да патува во Америка, човек кој што не завршил со судската постапка во Хаг и човек кој што има и судска постапка во Пула. Таков председател на Македонија вие сакате да избереме? Господине Мане, Али Ахмет има забрана за патување во Америка, а вие коалиционен партнер. Зборуваме за Македонија, Зарем тоа не се двојни аршини? Зборуваме за председател на држава. Значи, ние не можеме да избереме председател и наредниот ден кога треба да патува, да имаме проблем да председател не може да патува во Америка. Тоа е малце глупо да размислуваме така. Би пиеле кафе со Љубе Бошковски? Дали би пиели? Да. Дали би пиели? Да. Зашто да не? Ако до пред една година, како една од иконите на ВМРО ДПМН, Љубе Бошковски на македонската политичка сцена и на тие председателски избори освои некаде околу 150.000 гласови, денес после отварањето на оваа афера од страна на ВМРО ДПМН, клучното прашање е колку тежи всушност на таа политичка сцена денес Љубе Бошковски. Тежевте 150.000 гласови. Да. Сега после овие напади не верувам дека може да освоите поише 20.000 гласови. Па пред два дена ако бевте во преполната сала во Битола, каде ја промовиравме програмата на Обединети носевте со автобуси? Немаше ни еден автобус, тоа најодговорно ви тврдам. Може да видите која е новата политичка сила и која е онаа сила која Вие верувате во ова? во Република Македонија. Вие верувате во што зборите? Па господине Ефтов. Ова го зборите, јас не верувам. ова го зборите од страв? Ова го зборите од страв или навистина верувате? Доколку јас, Љубе Бошковски, мисли да биде некоја маргинална политичка фигуретка, каква што со потезите наскоро се надевам и убеден сум во тоа ќе биде господинот Груевски, јас ќе седев дома и ќе освоев толку гласови колку што ми треба мене да станам некаков пратеник или не знам што. Јас направив политичка сила која нуди готови решенија за решавање на проблемите со кои е соочена Република Македонија. Па и ВМРО има готови решенија. Значи што вие ќе правите нова природба? ВМРО ДПМН, односно ДПМН бидејќи ВМРО, тоа сме ние сега Обединети за Македонија. Па не знам, кога слушаме Лјупчо Георгиевски вели ние сме ВМРО, кога слушам Маријан Додевски вели ние сме ВМРО, кога слушам Јоке Кекеновски вели ние сме ВМРО. Не знам, во право се дека се ВМРО. Многу ВМРО. Па не знам кој е вистинското ВМРО, а кој се купи линијата кој излегува од ВМРО. Изборите кои ги очекуваме пред времените парламентарни избори. А зашо Никола Груевски би ви правил најмногу гласови, тој ќе биде вистински. Зашо Никола Груевски би ви правил предвремени избори кои има толку силен мандат од 63 пратеника? Ова не е Радио Шабац па да се исполнат музички желби на Љубе Бошковски, не знам, или на Бранко Црвенковски или на Лјупчо Георгиевски. Никола Груевски има власт. Власта доби пред една година. Новинари поранешни од Радио Шабац добива такви инструкции за да реализира одредени проекти, но она што е неиздржливо во Република Македонија, она што повеќе не можат граѓаните на Република Македонија, неговите нејасни решенија за сите проблеми кои се наметнати. 32% има рейтинг Никола Груевски. Ви имате 1%. Јас се сеќавам, тоа апсолутно е неточно. Тоа слични рейтинзи имав и на председателските избори, па ги демантира податоците. И добро, колку тежите во моментот? 50.000 гласови? Ако 50.000 гласови во овој миг се повлекувам од македонската политичка сцена. Ако јас
Љубе Бошковски. Може да потпишете? Не ја формира Може да потпишете? апсолутно да потпишам ако Љубе Бошковски. Само немој да демантирате, немојте да демантирате на после власта. исто ко за касетата со Хашкиот трибунал. Ништо јас не демантирам од таа касета, ако јас ја дадов таа касета да се прикажува на Канал 5. Зошто ги прават овие циркузи? Тоа треба да го прашаме. Нешто лесно давате ветување, знаете, тека се повлечем од политичката сцена. Не те јас сум некој херој на татковинската војна. Лесно давате ветување. Меѓутоа кога дојдете таму во тесно некако од една шлава од Љубе Бошковски станува зајакот Љубе Бошковски. Никогаш Љубе Бошковски нема да биде зајак. Ќе остане лав до крајот на својот живот и на ово земно чекорење негово. Лав од тетово? Но тоа Тетово нешто нема лавој. може би некогаш, ако ги прашаме овие силни научници од тимот на Никола Груевски, може ќе ни докажете дека во Паско Кузман би можел тоа да го докаже. Други климатски промени во некое друго време минато, но ние сакаме да зборуваме за денес. Толку ли Никола Груевски ви е фрустрација и обсесија? Апсолутно не, тоа е неговата фрустрација. Па Никола Груевски е човекот кој има изгубен компас во Република Македонија и кој ја води Македонија во пропаст. Не треба да се биде многу вешт политички аналитичар да се направи одредена политичка проценка дека наследните парламентарни избори, дали ќе бидат редовни или вонредни, всушност главната политичка битка ќе се води во рамките на таа македонска десница помеѓу Никола Груевски, Љубе Бошковски и Лјупчо Ѓорѓевски, и тоа ќе биде веројатно битка до политичко истребување. Па нели гледате, господине Љубе, дека аналитичарите веќе ве споредуваат дека вие сте Ѓоко Спасов по редовите на ВМРО ДПМН. Зар може да има поголема навреда за човекот кој се сметаше за икона на ВМРО ДПМН? Јас не сакам за себе да зборувам. Дали Љубе Бошковски останува икона или нема да остане икона во ВМРО пред се и во ВМРО ДПМН, тоа ќе покажат изборите. Немаме ние друг демократски начин да се докажуваме. Тоа ќе покажат членовите, тоа ќе покажат граѓаните на Република Македонија. Лесно е ние денес да се обвинуваме, лесно е да се импутираме, лесно е да си даваме разни етикети. Јас сакам да зборувам со фактите. Можете да живеете со тоа? Со такви обвинувања кои се сериозни и тешки? Дали тоа влие врз вашето ментално здравје? Па, ако издржав и ја победив самотијата во затворите во Пула и во Па видовме како е победите. Видовме Пула како е победите. Читавте едно бедно обвинение, односно еден текст кој го обвинува Јохан Тарчуловски. Затоа вие треба да ја прашате армијата на Република Македонија и на оној сиромашен синдикат кој се појави, да ги прашате бранителите на Република Македонија дали Љубе Бошковски е нивни бранител број 1. Ви веруваат бранителите? Да ми импутирате документ, господине Ефтов, ви веруваат ли бранителите? Да ми правите овде сцени како Љубе Бошковски читал како зајаче. Љубе Бошковски ништо не читал што е негово, него читал по наредба на хашките истражители документ од армијата на Република Македонија подпишана од Деспотов. И што сега вие правите овде? Ама што сте вие министер бивши на полиција во владата на Република Македонија или сте вие знаете судска постапка како се или сте води? Бранка Станковска? Имате елементарни познавања? Или сте Бранка Станковска која чита напишан текст? Се извинувам, вие сте Љубе Бошковски, нели? И сепак имате и дигнитет, поминатото. Можете обвинувајќи тамо, мислам ова се будалаштини пар екселанс. Ваквиот начин на комуникација, каде што треба да се обвини Љубе Бошковски, да се надоврзете на машиниријата на обвинители, живи, овоземни, тоа е, мислам, под секое ниво и на такви прашања е многу несериозно и да одговарам како сериозен политичар. Вие сега ми зборувате, јас упорно ви тврдам дека ни еден мој доказ, ни една моја изјава не е прифатена како доказ во постапката пред хашките истражители. Значи не постои изјава од Љубе Бошковски. Вие сега постојано ме враќате на 2004 година на документ кој моите адвокати го дале тогаш во телевизијата во која Ако сте прав, што сте толку нервозен?
Па не сум нервозен, постојано ме споредувате со некои личности на... Вие непријатно да одговарате на вакви прашања? Па јас ви одговорив, не знам колку пати, господине Ефтов, треба да ви одговорам на прашање на кое постојано ја сведувате целата ова емисија. Ова емисија ќе изгледа на несериозна емисија ако продолжите со вакви прашања. Се прашале ли, добивте одговор. колку јас непријатно се чувствам кога гледам мојот поранешен министер на полиција тоа да го прави? Господин Ефтов, значи вие тенденциозно, упорно зборувате невистини и се вклучувате во онаа машинерија на луѓе кои ме обвинуваат. Како да ви објаснам попластично, посликовито, појасно, дека ништо Љубе Бошковски не чита што некој не го напишал и не го доставил до хашките истражители. Тој документ ми е даден за да го прочитам, бидејќи нема преводител. Јас сум во обична улога, во улога на обичен преводител во случајот каде што е побарано да се најде македонски преводител, го нема и јас го преведувам синхронизирано на хрватски. Документ кој е даден од армијата на Република Македонија, односно од Министерството за одбрана 2002 година. Можете да го прашате тогашниот министер Бучковски или не знам кој работи во архивите и ќе видите дека тој документ е даден веднаш по падот на власта, односно кога предметот Љуботен и другите случаи ги превземаа хашките истражители, а тоа беше негде во ноември 2002 година. Бидејќи денес сите говорат за таа спорна касета која се врти на интернет, ние ќе ви презентираме само едно мало парче во трање некаде од 1 до 1,5 минута, кај што всушност се гледа на некој изворен, оригинален начин, што всушност Љубе Бошковски се договара со хашкото тужителство во затворот во Пула. Пишете документ кој сме разговарали прije pauze. Да. Unfortunately, we don't have a Macedonian interpreter here, and the document is in Macedonian. Значи, наžalost, nemamo prevodioca za On će go prevodi, on hrvatski zna. I will translate for you. Yeah. Воена тајна, So it's military secret, строго доверливо, so строго поверливо. strict confidential. Република Македонија, Republic of Macedonia, Министерство одбране, Ministry of Defense, Генерал штаб армија Република Македонија, a main staff of the Army of the Republic of Macedonia, Прва градска бригада, First City Brigade, Не е грешка што излеговте од ВМРО? Јас никогаш не сум излегол од Па ВМРО. направите партија Обединените за Македонија. Останувам во ВМРО. Кој од изворните ВМРО-вци денес е во владата на Република Македонија или на клучна позиција? Меѓутоа никој не е ни кај вас. Тоа е проблемот. Кај мене, како не се, еве го, дојде Филип Петрески, доаѓаат секој ден старите членови на ВМРО, Па не ги гледаме, па не ги се гледаме. експонирани. Ми спомнувате Битола, во Битола не видов ни еден стар ВМРО-вец. Како не видовте? Па не, од старата гарда. Еве камерата можете да ја публиката во старата гарда немаше никој. Таму има чувство дека ги гледам луѓето од 90-та година, оние кои основа и нивните деца, нивната младост која доаѓа во Обединети за Македонија. Не ни Ѓорги Нумов, не ни Доста Димовска, не ни Димитар Димитров. Тама нема никој од старите ВМРО-вци. Тамо не ни Љупчо Ѓоргиевски. Никој што ја формираше таа партија, тамо не ни Змејковски. Сите тие луѓе се или во ВМРО ДПМН или на некој начин се блиску до ВМРО ДПМН. Полека ќе се покаже времето дека и тие луѓе. Па така велевте дека имате 5 пратеника. Велевте дека имате 5 пратеника, на крај испадна 3 па 4. Сега имам 4 пратеника. Дај Боже нека Никола Груевски, нека се повлече Ахмети и нека Никола Груевски даде на гласање. Кој ви е тој четврти пратеник Вас ви гарантирам да не ви е Флора Кадрио. Минути за 15 минути. Пратениците го доживуваат како тоталитарист, пратениците се наоѓаат во еден страв, живеат во паника. Сите оние пратеници, верувајте ми, тоа еден ден ќе го кажат и како јас денес што го... Кој живее поголема паника, вие, од Хашкиот трибунал или пратениците од Никола Груевски? Љубе Бошковски е спремен на се. Спремен сум да робувам пак за Македонија, спремен сум да бидам вратен. Не сте баш спремен да робувате, пословно што кажувате. Господине Ефтов, вие, значи, ја читате мојата психа и вие знаете дали јас
сум спремен или не сум спремен. Моите постапки до сега докажа... Само ги ценам вашите потези. Господине, ако ги цените моите потези, ќе вратите меморијата на нас. Кој политичар до сега толку јасно не му кажа на Роберсон, на Солана, на Питер Фейт и да не ги набројува? Меѓутоа му кажавте, и не ги повлече в единиците. Денеска вие, господине Ефтов, ќе не можевте да ја снимате оваа емисија доколку Љубе Бошковски 2001 година немаше јасен став за иднината на Македонија. Му кажавте да на Хашкиот трибунал и затворот во Пула. И на крајот сепак кажавте да таму. И на крајот кажавте да таму кај што не треба. Не, мислам ова е една борба на мислења која не води никаде, бидејќи вие упорно ја лансирате тезата која сакаат да ја наметнат режимските медиуми. Чистли сте пред себе. Чистли сте пред себе. Мојата совест апсолутно е чиста. Никогаш, ама никогаш Љубе Бошковски никого нема обвинето и заради мене ни еден човек во оваа држава, политичар или било кој, нема поминато еден ден затвор. Нити братот Јохан? Апсолутно не. Апсолутно не, апсолутно не. Останете со нас и по рекламите, проследите крајот на ова наше политичко досие на тема дали братот Љубе стана сестра Љубе и до каде ќе оди ова политичка харанга насочена кон Љубе Бошковски. Човечкото тело е совршено дело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со најсовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. За орочени евра на 12 месеци, во зависност од износот добивате стимулативна годишна камата од 6 до 7%. Колку повеќе, толку подобро. Евроинс осигурување. Сите имаат минато. Ние имаме иднина. Колата на близок роднина на Љубе Бошковски пред 2 дена во скопската населба Ново Лисиче беше крената во воздух. Докаде ќе оди ова политичка битка помеѓу ВМРО ДПМН и Љубе Бошковски, дали Љубе Бошковски или сестра Љубе, како што го нарекува ВМРО ДПМН, ќе може докрај да издржи таа политичка битка? Ве потресува тоа? Тој дел ме потресува, да. Да се приметува? Да. Добар сте? Па, мислам дека сум одличен. Па се одличен сигурно не сте, ама добар може и да биете. Па, јас мислам дека добри може да бидат оние кои се ова го изрежира многу успешно и ма зашто некој постојано ви режира? Ви режира Хари Костов, ви режира Бранко Царенковски, ви режира Никола Гуриевски, ви режира затворот во Пула, ви режира Хашкиот трибунал. А не сте помислили дека вие може режирате? Може ви режирате одредени обвинења на сметка на еден или на друг, дека може би вие учествувате во одредени процеси на пазарење со Хашкиот трибунал, дека може би вие учествувате во пазарење со Бранко Царенковски против Никола Груевски. Зашто некогаш не погледнете од таа страна? Народот така ве доживува. Видите. Зашто вистината ја зимате дека исклучува е ваша и само ваша? Господин Ефтов. Тоа се сличи на Никола Гуриевски. Господин Ефтов, ова апсолутно се согласувам и многу индикативно и треба да се разговара на таа тема. Зошто се ова му се случува на Љубе Бошковски? И зошто на ниту еден друг политичар на македонската политичка сцена? И логично е тогаш да се постави прашањето. Љубе, па Љупчо Георгиевски го напаѓа Груевски. Чии позиции? Љупчо Георгиевски го напаѓа Груевски многу пожестоко од вас. И нема такво монструозно обвинување против Љупчо Георгиевски. Дали да видиме, да извадиме едно интервју на господинот Љупчо Георгиевски, каде што го напаѓа Никола Груевски. Мислите дека дали интервјуто, не зборувам за пакт, ја зборувам за факти, за аргументи, за докази, за она што е опипливо. Тајни сојузници Љупчо и Никола? Не зборувам за никакви тајни, не сум по теориите на заговор, тим ги оставам на некои новинари, посебно на една новинарка која постојано ни е во континуитет во трета агрегатна состојба и кај неа во нејзината глава има разни сценарија,
папки, договори, Со таа новинарка не знам што. Интензивно комунициравте во ХАК кога бевте? Признавам. Ова е 300 Признавам дека сум ова е 301 признавање и извинување, така? Но Ефтов, јас со вас денеска разговарам и со вас може да пијам кафе и вас можам да ве повикам да седнеме заедно. Мене нема на пршото да ме носите горе во избата. Нема на видите си, може да ме поканите, меѓутоа ќе ве одбијам. Тоа е разликата помеѓу мене и нив. Тоа е разликата помеѓу мене и нив. Ќе ме одбиете, но добро во интерес на емисијата можеби интересно тоа да се каже, но да се вратиме на Добро, Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски се во трајни сојузништво. Не зборувам и не верувам и не сакам да верувам. Дали Љубе Бошковски прави одредени коалиции со Бранко Црвенковски со Али Ахмети за рушење на Никола Груевски и за правење на одредена коалиција која би го сменила името на државата Република Македонија? Тито Петковски го обвинува дека е грчки сват, вас ви обвинува дека сте сват со Бранко Црвенковски. Не знам, Шпиц ли излезе со таква една теза? Мислам, тоа се новинарски теми и теми од приватните животи. Значи сватови со Бранко Црвенковски? Не, мислам дека е тоа несериозно за... И што правите? Правите коалиција за промена на името? Апсолутно никогаш Љубе Бошковски нема да го промени името Македонија. Никола Груевски е човекот кој го брани името, вие правите коалиција со Бранко Црвенковски. Никола Груевски го бранеше името со тоа што 2007 бе во затворот во Букурешт, ни се случи 2007 година. 2008 година. 2008 година, да. Да, 2007 да ни се 2008 година. Значи во Букурешт никогаш Никола Груевски до денес, еве сега го повикувам, да каже дали тој за влез на Македонија во НАТО го понуди името Република Македонија Скопје. До денес не го демантираше. Па Лазе Елиновски кажа дека го понудил, нели има судски спор кој се одвил и кој имаше некоја завршница пред една недела. Каква завршница? Значи Никола Груевски е спремен се да направи за својот личен рейтинг. Никола Груевски дури е спремен да си поднесе оставка, што го повикувам и преку ова интервју, само во својата фантазија дека на тој начин ќе го сочува рейтингот и ќе одглуми уште една рола дека тој е единствениот патриот во оваа држава. Мислите дека е спремен? Битка на патриот, на вечната тема меѓу патриотот и предавникот. Предавствата ги во овие 3 години, каде што не гледаме што значи модерен патриотизам денес кој ние го заговараме. Мај поставив обично прашање. Да. Дали со Али Ахмети, со Бранко Црвенковски сакате да го менувате името на Република Македонија од таква позиција да го рушите Никола Груевски и да правите пактови со меѓународната заедница? Значи многу нормално прашање, ми говорите тука за Никола Груевски, за Букурешт 2008 година. Па добро, можеме тука да го споршириме тој список дека најголемите предпријатија во Република Македонија на Грци се продадени во времето на вашата влада 98-2002, ако биле Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски главни. Значи ако веќе, меѓутоа прашањето дали сега Љубе Бошковски прави пактови за промена на името? Љубе Бошковски со коалицијскиот партнер Никола Груевски не мисли да прави коалиција. Со кој коалиција мислите? Со Али Ахмети и јас никакви коалиции не договарам ниту сега, ниту се надевам дека тоа ќе го направам после парламентарните избори со Али Ахмети. Брат Љубе или сестра Љубе, зашто се спремате за затвор во ХАК или за предвремени избори? Јас се спремам за предвремени избори, но спремен сум на се за Македонија. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Вечера, почитувани гледачи, можете да проследите нашето телевизиско досие, интервјуто со господинот Љубе Бошковски или сестра Љубе, кој што го нарекува ВМРО ДПМН. Ние се гледаме од петок во истото време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.